наоѓање Прилеп. Единица Македонија. Народност македонец, вера православна. Брачно положение женет. Име на жената Василка. Бројот на деца 4. Имињата Илија, Андон, Владимир, Марика. Госпоѓата Марија Ченто денеска е тука со нас. И имаме чест ми е да човекот од кого што потекна оваа идеја, како што реков на почетокот, кој што го состави тимот, со кого што заедно неуморно работевме и работиме се уште, директорот на Државниот архив на Република Македонија, доктор Филип Ветров. Почитувани присутни, благодарам што дојдовте во волку голем број, да ја не се слуша добро, тогаш да го појачаат микрофонот ако може. Сега подобро ли е? Добро. Ви благодарам што дојдовте во вака голем број да ја увеличате промоцијата на црните страници на УДБА, една едиција која што многу работи треба да разјасни од поновиот период на македонската историја, поточно од 1945 година па се до некаде 2000-та. Тоа е еден период кој што е многу мачен, со многу пресметки со македонските патриоти и со обид за уништување на целокупната македонска промисла. И она што е чудно, тој обид требало да заврши со демократизацијата на Македонија, со незиното одвојување во независна држава, со прогласувањето на македонскиот устав и воведувањето на повеќепартиски парламентаризам. Но ние откриваме дека ништо не се променило и во 90 и 91 година. Па следењата на македонските патриоти и на политичката партија ВМРО-ДПМН продолжиле најмалку до 2000 година. Она што е уште повеќе чудно е што таа партија дојде на власт во 1998 година и имаше свој министер за внатрешни работи, па сепак следењето продолжило. Денеска представниците на таа страна, на таа номенклатура молчат. Мислам дека е 24-тиот или 25-тиот ден од како во Скопје ја промовиравме оваа едиција, подосна бевме во Струмица, Велес и денеска сме тука со вас во Прилеп, меѓутоа не постои ниту еден коментар, ниту едно мислење од страна на левицата, од страна на следбениците на УДБА, од страна на денешните удбаши. Тоа само по себе кажува многу. Вие ако ги погледнете сите овие страници внимателно, ќе видите дека во целиот тој период од 45 година па се до 2000-та се провлекуваат две струи во Македонија. И тие две струи и денеска се во своевидно вкрстено непријателство. Едната струја е онаа на Ченто, онаа на Доцев, онаа на овие имиња 202 кои што можете да ги видите на црните банери, кои што имале многу јасна мисла за Македонија, чиста промисла како треба да се направи таа држава, донеле за тоа документи, ја прогласиле државата, а подоцна со нив почнало да се расчистува. Тоа е онаа идеја за независна држава, за обединета држава. Тоа се идеи кои што ние кога расневме беа забранети. Тоа се идеи и личности за кои што не учевме во македонската историја. Тоа се личности воглавном и денеска
за кои што нашите деца не учат во школите. Тоа се оние луѓе кои што никогаш не ја заборавиле поделбата на Македонија во 1913 година. Тоа се оние луѓе кои што не сакале да одат на Срем, туку сакале да одат на Солун. Низ годините, попре сметката со таа структура, која што е брутална, која што е еднаква на физички ликвидации, која што е праќање на Голи оток, која што е масовни убиства и гробници, дали е Кале, дали е Велес, дали е Куманово, дали се 5 струмички студенти, па се до полнењето на Идризово, киднапирањето и држењето во заложништво без трага на Драган Богдановски од цели 18 месеци, кога никој не знаел каде е и дали е жив. Тоа е таа структура, истата структура која што никогаш не се предала. Вие ќе видите во овие досиеа дека педантните работници, удбаши, пишувале за луѓево дека биле во затвор, да речеме 5 години, излегле и не се поправиле. Повторно продолжиле со својата македонска дејност. Па биле втор пат во затвор. Па пак излегле. Па пак не се поправиле. И на крај им пишува дека се непоправливи. Тие непоправливи луѓе направија во 90 и 91 година Македонија да добие независна држава. И тоа со тоа што влегоа во ВМРО ДПМН. Јас гледам една тенденција во последните неколку недели, наместо да одговорат на овие злосторства, кои што се масовни прекршувања на човекови права, кои што не се истражени, за кои што нема истраги официјални од страна на државата се уште, и тоа како има материјал да се почнат официјални истраги, тоа се луѓе кои што наместо да одговорат на тоа што го правеле, на сомнителните убиства во емиграцијата, се залагаат денеска да се избришело ВМРО од како префикс на партијата ВМРО ДПМН. Затоа што ВМРО го злоупотребувало историското ВМРО. Ова едиција, значи не како политички говор од моја страна, туку како документација која што ве повикувам да ја истражите, да ја проучите и да ја знаете, докажува нешто сосема поинаку. Во 45-та година првиот том се започнува со масовна ликвидација и уништување на сите ВМРО-вски групи. Понатака таа ќе трае се до 90-та година. Таму ќе го најдеме и Митко Анастасовски и редица други